Дека f od x е функција дефинирана по делови со овај израз. Да се определи реална вредност k, да забележиме дека имаме тука така, така што f од x ќе биде непрекината во 0. Првиот услов за дадена функција да биде непрекината во точка 0 е следниот. Функцијата да биде дефинирана во таа точка. Дали оваа функција е дефинирана во 0? Да. За x е еднакво на 0, функцијата се пресметува со овај израз. Ајде да видиме на што е еднакво f од 0. f од 0 е еднакво на k по косинус од π половина минус 0 врз 3, значи наместо x. Заменувам 0. Или ова е еднакво на k по косинус од π половина. Имаме 0 врз 3, што е 0, па π половина минус 0 е π половина, косинус од π половина е 0, а тука имаме k по 0, што е 0. Да, f од 0 постои еднакво на 0. Бидејќи f од 0 постои, првиот услов за непрекинатост во дадена точка е исполнет. Ајде да видиме кој е вториот услов. Вториот услов е следниот. Да постои лимесот во точка x е еднакво на 0. Да најдеме вредност за k, така што лимесот во точка x е еднакво на 0 ќе постои. За да постои лимесот во точка 0 треба левиот и десниот лимес да постојат и да бидат еднакви. Функцијата f од x за вредност на x поголеми од 0 ни е дефинирана со овај израз во кој што не фигурира никаде k. Односно, овај израз не зависи од k. Ајде да го пресметаме најпрво кој е левиот лимес, десниот лимес, бидејќи разгледуваме x поголемо од 0. Десниот лимес на функцијата f од x кога x тежи кон 0 е еднаков на лимес. Наместо f од x го земаме овој израз, бидејќи разгледувам десен лимес, имаме x врз x плюс 1 кога x тежи кон 0 од десно. Сега, ако за x ставам 0, ќе добијам 0 врз 0 плюс 1, што е еднакво на 0 врз 1, 0 врз апсолутна вредност од 0 плюс 1, што е еднакво на 0 врз 1, или тоа е еднакво на 0. Десниот лимес, без разлика на k, е еднаков на 0. Значи, за било која вредност на k, или тој не зависи од k, е еднаков на 0. Ајде уште нешто пред да продолжиме. Третиот услов кој е за непрекинатост во точка? Вредноста на функцијата да биде еднаква со лимесот. Ако кај десниот лимес добиев некоја вредност што е различна од вредноста на функцијата во точка 0, од тој човекот можеме да заклучиме дека функцијата има прекин во точка 0 и не е потребно понатака да испитуваме. Зошто? Па ако десниот лимес е различен од вредноста на функцијата, не може лимесот да е еднаков на вредноста на функцијата во таа точка, па така тој трети услов не би можел никогаш да биде исполнет. Но бидејќи ова е исполнет, продолжуваме понатака. За да постои лимесот, потребно е што? За да постои лимесот во точка 0, потребно е и левиот лимес во точка 0 од f од x да е еднаков на десниот, односно во случајот да е еднаков на 0. Ајде да видиме на што е еднаков левиот лимес. Левиот лимес на f од x во точка x е еднакво на 0 е еднаков на лимес од. Кога разгледуваме лев лимес во точка 0, земаме вредности за x помали од 0, така? А така, ќе го земам овај израз за функцијата, бидејќи за помали вредности од 0 блиски до 0, ајде, функцијата ни е дефинирана со овај израз. Лимес од квадратен корен од x плюс 1 минус 1 врз x плюс k. X тежи кон 0 од f. Ајде да видиме што имаме. Овој лимес може да го запишам како лимес од и
квадратен корен од x плюс 1 минус 1 врз x, кога x тежи кон 0 од лево, плюс лимес од x кога тежи кон 0 од лево, кај е прво. Тоа ќе го запишам од катче. Овој лимес е еднакво на овој лимес постои и овој лимес постои. Ќе видиме дека овој лимес постои, а дали постои лимес од константа во било која точка? Постои, па и во точка 0, тоа е еднаков на катче. Овој лимес, одма може да забележиме дека е еднаков на Продолжуваме да го решаваме овој лимес. Ако заменам 0, ќе имам 0 плюс 1, тоа е квадратен корен од 1, што е 1 минус 1, че во обителот ќе имаме 0 и во именителот ќе имаме 0. Имаме неопределеност кај овој лимес 0 врз 0. Треба понатака некако овој израз да го трансформирам, нешто да скратам па да видам дали овој лимес постои. Имаме лимес од најпрво ќе го рационализирам овој израз. Имаме лимес од x, ајде, квадратен корен од x плюс 1 минус 1 по, ова го зборувавме, квадратен корен од x плюс 1 плюс 1 врз квадратен корен од x плюс 1 плюс 1 и да не забораваме лимесот како го x тежи кон 0 е само продолжуваме понатака со решавање на овој лимес имаме, тоа е еднакво на лимес од имаме квадратен корен од x плюс 1 минус 1 по квадратен корен од x плюс 1 плюс 1. Да забележиме, ако ова е b, ова е b, имаме a минус b по a плюс b, што е разлика на квадрат. И па така ќе имаме квадратен корен од x плюс 1 на квадрат минус 1 на квадрат врз x по целиот овај израз по квадратен корен од x плюс 1 плюс 1 кога x тежи кон 0 одлево плюс, да не забораваме, плюс к. Имаме лимес од квадратот со квадратниот корен ќе се скратат, значи имаме x плюс 1 минус 1 на квадрат 1, изразот во именителот ќе го препишам. Квадратен корен од x плюс 1 плюс 1, x тежи кон 0 одлево и да не го забораваме плюс к. Тоа е еднакво на лимесот x врз x по квадратен корен од x плюс 1 плюс 1, кој x тежи кон 0 одлево плюс к. Ова x со x се вратат или останува само лимес од 1 врз квадратен корен од x плюс 1 кога x тежи кон 0 одлево плюс к. Ајде сега, ако заменам 0 во овој израз, што ќе добијам? Во бројителот имам 1, додека во именителот имам квадратен корен од 0 плюс 1, што е 1 плюс 1, тоа е 2. Ќе добијам 1/2 плюс к. Добив дека левиот лимес е еднаков на 1/2 плюс к. Се враќаме. Тука треба левиот лимес да биде еднаков на 0. Во наредниот чекот левиот лимес ќе го заменам со оваа вредност, односно ќе треба 1/2 плюс к да биде еднаков на 0. Продолжуваме со задачата. Треба да решиме оваа равенка за да најдеме вредност за к, така што 1/2 плюс к би била еднаква на 0, односно лимес од f од x кој x тежи кон 0 одлево е еднаков на 0. Јасно, од оваа равенка следува дека к е еднакво на минус 1/2. Доколку к земам да биде минус 1/2, во тој случај левиот лимес и десниот лимес ќе бидат еднакви и ќе бидат еднакви. Доколку за к земам вредност минус 1/2, тогаш десниот лимес ќе биде 0, бидејќи не зависи од како видовме тоа, секогаш е 0, но сега и левиот лимес кој што зависи од как ќе биде еднаков на 0. Па така, за
k je jednako na minus 1 polovina, lijevi od limes na f od x od točka 0 će bude jednako na 0. Vidjeći, lijevi od i desni od limes v toj slučaj će biti jednaki, može da kažem, ili to je ekvivalentno na limes od f od x od točka 0 jednako na 0. Znači, za vrednost k jednako na minus 1 polovina, lijevi od i desni od limes će biti jednaki na 0, pa taka, limes od na f od x od točka 0 će biti 0. Вториот услов. Лимесот да постои би бил исполнет за вредност на k минус 1 половина. Ајде да видиме дали при тој услов вредноста на функцијата ќе биде еднаква на лимесот на f од x во точка 0. f од 0 е 0, тоа не е третиот услов. И сега за k еднакво на минус 1 половинка, пак ви повторувам, тоа би било еднакво на лимесот на f од x во точка 0. Трите услови за непрекинатост во одредена точка се исполнети, па може да кажеме дека следува од 1, 2 и 3 следува f од x е непрекината во x е еднакво 0 за вредност на k минус 1 половина. Рањето подба сега ќе ни биде потребна оваа вредност, вика земја вредноста добиена пода и докажи дека f од x е непрекината на интервалот од минус 1 до 3, без вредноста минус 1 со вредноста 3. Ајде да разгледаме интервалот од минус 1 до 3. Значи, сега треба да докажеме дека f од x е непрекината на интервалот од минус 1 до 3, доколку за k земиме вредност минус 1 половина. Овој интервал е еднаков на унија од овие интервали. Од минус 1 до 0, унија 0, унија од 0 до 3. За да покажеме дека f од x е непрекината на овој интервал, треба да покажеме дека f од x е непрекината на овој подинтервал, во нулата и во овој или на овој подинтервал. Непрекинатоста во точка 0 ја докажавме подака. Па така сега, тоа ќе го искористам во овој доказ. Преостанува да докажам дека f од x е непрекината на интервалот од минус 1 до 0 и на интервалот од 0 до 3. Ќе покажам дека f од x е непрекината на овој интервал. Нека c припаѓа на интервалот од минус 1 до 0. Односно, нека c е произволен бројот овој интервал. Треба да покажам дека f од c е дефинирано, односно f од c постои и дека лимесот во c и дека лимесот во било која точка од овој интервал е еднаков на вредноста на функцијата во таа точка. f од c постои. Ова е првиот услов за непрекинатоста. Сега наредно треба да покажеме дека лимесот постои и дека лимесот е еднаков со вредноста f од c. Ајде да видиме колку е лимес од f од x кога x тежи кон некое c и се разбира c е некој број од минус 1 до 0. Зашто овој интервал го разделив вака? Бидејќи од минус 1 до 0, односно интервалот од минус 1 до 0, функцијата ме дефинира со еден израз, додека на интервалот од 0 до 3 со овој друг израз. Во овој дел го разгледувам случајот кога c припаѓа од минус 1 до 0, па затоа ќе го земам овој дел на функцијата. Имаме лимес од f од x кога x тежи кон c еднакво на лимес, го земам овој израз, квадратен корен од x плюс 1 врз
x, тука минус 1 имаме. И сега, видовме дека k е еднакво на минус 1 половинка, тука пишуваме минус 1 половинка, кога x тежи кон, c. Во овој интервал не е вклучена нулата. Кога имавме нула, овај израз, тука, кога имавме нула, овај израз, тука ни даваше неопределеност 0 врз 0, но во случајов 0 не може да ставиме, бидејќи предпоставуваме дека c приближа минус 1 до 0, но кај нулата гледате имаме отворен интервал. Па така, оваа вредност x плюс 1 секогаш ќе биде поголема од 0, кога може да се пресмета, па затоа постои оваа под c на тој интервал. Ке имаме квадратен корен од c плюс 1 минус 1 врз c за овај лимес. Значи ке имаме квадратен корен од c плюс 1 врз c минус 1 за овај израз минус 1 минус 1 половина. Ајде да видиме на што беше еднакво f од c. F од c е еднакво на, ако разгледувам c во овај интервал, на исто. c плюс 1 врз c минус 1 минус 1 половина. А дали добивме дека лимесот на f од x кога x тежи кон c е еднаков на f од c. Значи, со овај дел вериме. Значи, добивам некакво бројче лимесот. Постои во било која точка од овој интервал и тој е еднаков на вредност на функцијата во таа точка. Оке, го бележам. Вака имаме од ова и ова, следува f од x е непрекината на интервалот минус 1 до 0. Рековме во нулата испитавме, треба да покажеме дека функцијата е непрекината на интервалот од 0 до 3 со вредноста 3. Ова ќе го обележам со 1. Понатака ќе покажеме дека f од x е непрекината на интервалот од 0 до 3, каде што ни е вклучена вредноста 3. За да функцијата биде непрекината на овај интервал, потребно е f од x да биде непрекината на отворениот интервал од 0 до 3 и да биде непрекината одлево во точка x е еднакво на 3. Најпрво да покажеме дека функцијата е непрекината на отворениот интервал од 0 до 3. На сличен начин како и претходно, f од c во овај случај би било еднакво на. Ги разгледуваме вредностите на функцијата за x поголемо од 0, бидејќи 0 од 0 до отворениот интервал од 0 до 3 е под интервал од интервалот определен со x поголемо од 0. Па така го земаме овој израз. Имаме c врз апсолутна вредност од c плюс e. Ова е некој број, немаме никаква неопределеност, па така може да кажеме f од c еднакво на c врз c, апсолутна вредност од c плюс 1, постои, односно функцијата f од x е дефинирана за било која вредност c од интервалот на отворениот интервал од 0 до 3. Првиот услов е исполнет, ова ќе го кажем. И еден мало така. Понатака треба да покажеме дека лимесот во било која точка c од овој интервал постои и е еднаков на вредноста на функцијата во таа точка. Определуваме лимес од f од x кога x тежи кон c. c припаѓа, предпоставиме дека c припаѓа на отворениот интервал од 0 до 3, па затоа ќе го земиме овој израз на функцијата. Имаме лимес од x врз апсолутна вредност од x плюс 1 кога x тежи кон c. Сега, ако заменам за xc, се добива c врз апсолутна вредност од c плюс 1. Немаме никаква неопределеност за вредност на c од 0 до 3. Не може никогаш тука 0 да се добие и горе 0 или нешто слично, веќе c припаѓа на овој интервал. Тоа
говориме дека лимесот од f од x, кога x тежи кон c, е еднаков на c врз апсолутна вредност од c плюс 1 во било која точка c од интервалот, од отворениот интервал од 0 до 3. Да забележиме дека лимесот е еднаков на вредноста на функцијата во таа точка. Па може да кажеме, од ова тука што го покажавме и ова тука, ова следува дека f од x е непрекината на отворениот интервал од 0 до 3. За да f од x биде непрекината на овој интервал, потребно е да покажеме уште дека таа е непрекината одлево во точка x е еднакво на 3. А што значи тоа? Да биде дефинирана f од 3? Ајде да видиме. f од 3 е еднакво на 3 врз апсолутна вредност од 3 плюс 1, што земам овај израз, така? 3 поголемо од 0, па затоа го земам овај израз. Или тоа е еднакво на апсолутна вредност од 3 плюс 1 е 4, 3 четвртинаш. f од 3 постои. Првиот услов. Сега треба да провериме дали левиот лимес во точка 3 е еднаков на вредност на функцијата. Ајде да имаме лимес од, ако го земам тој израз x врз x плюс 1, кога x тежи кон 3 одлево, дали овој израз е еднаков на вредноста на ова. Ако заменам сега за x3, имаме 3 врз 4. Пак, така имаме 3 врз 3 плюс 1 по апсолутна вредност, што е еднакво на 3 врз 4. Добро дека овој лимес, односно левиот лимес на f од x во точка 3 е еднаков на вредноста на функцијата во точка 3, па оттаму, значи сега од овие две работи кои што ги покажеме тука, може да кажеме дека f од x е непрекината од лево во x е еднакво на 3. Покажавме дека f од x е непрекината од лево во 3 и дека f од x е непрекината на отворениот интервал од 0 до 3, па од сега ќе искористам тука звезда, а тука ќе ставам две звезди. Може да запишеме од звезда и од ова што го означи со две звезди, следи f од x е непрекината на интервалот од 0 до 3 во кој што е вклучена и тројка. Што направивме во овој чекор? Покажавме прво дека f од x е непрекината на отворениот интервал од 0 до 3 и покажавме дека f од x е дефинирана, непрекината, се извинувам, во 3 одлево, па така f од x е непрекината на интервалот од 0 до 3 кој што вклучува тројката, но не вклучува нулата. Ова ќе го обележам со 2. По 1 покажавме дека функцијата е непрекината на овој интервал. По 2 покажавме дека функцијата е непрекината на овој интервал и по 2 покажавме дека за вредност k е минус 1/2, се разбира и подработаме секаде за вредност k е еднаква на минус 1/2. Покажавме дека, покажавме дека функцијата е непрекината во точка 0, па така од 1, 2 и а следи f од x е непрекината на интервалот од минус 1 до 3, во кој што е вклучена вредноста 3, но не е вклучена вредноста минус 1.